Здрави ден или добро вечер, како сакате, веќе на кај добар ден оди работата дефинитивно, со еден прекрасен ден кој што го имавме денеска, кој што пак донесе една, ајде да не речем бомба, туку експлозија на политичката сцена. Значи, прилична детонација која што сега допрва ќе се види како ќе биде примена од граѓаните, од јавноста, од партиите, од медиумите посебно. За тоа ќе имаме можност да разговараме од понеделник. Јако е составен дел на се што е како живот во нашата држава, посебно политичкиот, но за жал, сосем очигледно не само политичкиот, има кој да размислува и да разговара на таа тема. Ние денеска, како и обично, петоците ги резервираме за опозицијата и најчесто сте забележале, разговараме за поедини области, она како што ги третира опозицијата со своите комисии во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Она што е не паралелна влада, не влада во сенка, туку како пандан на сите они области кои што ги работат министерствата во владата на Република Македонија, владата на партијата на власт на ВМРО ДПМН. Денеска за она што можеби на некој начин е и најблиску до граѓаните по тоа што се мерки што се преземат и како функционира локалната самоуправа. Како не функционира бидејќи многу ингеренции се симнати на локално ниво и граѓаните вие имате потреба од ефикасна локална самоуправа. Што се забелешки има Социјалдемократскиот сојуз во оваа област, кои се идеите во програмата како да се решат доколку има проблеми, разговараме со господинот Дејан Павлевски, претседател на Комисијата за локална самоуправа во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господине Павлевски, добро вечер, добре дојдовте во нашето студио. Добро вечер, добро ве нашол, благодарам за поканата. Колку што знам, причината и гостувањето е и во склоп на и во Штипсте и на еден друг настан, ова за социјална правда ли беше што се одржува? Да, денеска е ден на социјалната правда. Поканети сме на тој настан што локално се одржува во Штип, така што ете искористивме приликата и да бидеме гостин. Така, ние во нашите вести информираме за тој настан, меѓутоа сега многу повеќе ќе говориме за ова што го имаме како тема на која што вашата комисија работи. Познато е веќе, тоа го објаснуваме секогаш дека комисиите следат што се работи, укажуваат и собираат искуства и да се реализира она што го имате како програма. Што е основната работа која што ја забележавте во досегашното следење практично на работата на владата во областа на локалната самоуправа и во тоа како функционира целиот тој систем? Вака добро кажавте, значи идејата на централниот систем на комисии е да детално да се следи работата на владата на Република Македонија, односно секоја комисија во својот сектор. Така, јас сум задолжен за Комисијата за локална самоуправа и она што правиме, значи покрај следење на што се случува во делот на локалната самоуправа, кои се проблемите, ние нудиме и идеи, односно правец во кој што треба да се развива локалната самоуправа. Проблеми има многу. Дел од проблемите се тоа што во последните години за локалната самоуправа се зборува малку, или барем такво е чувството, во јавноста тоа не е третирано доволно прашање. Се добива впечаток како да профункционира еднаш и дека веќе нема потреба од реформи. Јас барем така имам впечаток дека функционира, меѓутоа веројатно ви имате повеќе сознанија бидејќи ја следите проблематиката. Па токму тоа, значи Социјалдемократскиот сојуз тргна многу храбро во процесот на децентрализација и зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа. Уште во 2004 година, односно со локалните избори 2005 година, се даде еден широк спектар на можност за функционирање на локалната самоуправа на локално ниво, граѓаните да осетат што значи власта на локално ниво. Меѓутоа тоа беше само една иницијална каписла. Тоа требаше да покрене понатака процес кој што со текот на годините требаше да се развива самата локална самоуправа, односно процесот на децентрализација. Ќе повторам, СДСМ се гордее со тоа што го направи во тој период, со тоа што централна власт започна децентрализацијата на некој начин. Апсолутно, значи централната власт ја префрли на локално ниво голем дел од своите ингеренции, но тоа требаше да продолжи понатаму. Во моментот, односно 6-7 години наназад, апсолутно ништо не се случува во делот на развој на локалната самоуправа, туку што е дефинирано се стои на статус кво. Во моментот сме свесни дека
најголем број од градоначалниците се градоначалници на владеачките партии, најголем дел од ВМРО ДПМН, но никаде ги нема во јавноста да се коментираат некои актуелни прашања, поготово ете за локалниот развој и така натака, нити да се актуализираат некои проблеми како што се финансирањето на локалната самоуправа, долговите на општините, ЗЕЛС, порано која што многу така често се слушаше за ЗЕЛС во јавноста, сега ја нема никаде последните години. Значи, тоа е заедница на единиците за локална самоуправа. Дали тоа значи според вас дека практично со самата децентрализација не се завршени комплетно реформите за јакнувањето на локалните самоуправи, бидејќи се добива впечаток дека многу ингеренции и буџетите се поголеми. Покрај тоа што има нели многу долгови има некои општини, меѓутоа и буџетите се зголемуваат за реализација на проекти. Главниот исчекор на преминување на овој новиот концепт на локална самоуправа, односно децентрализацијата, беше покрај ингеренциите на општините, односно на единиците за локална самоуправа, да се префрлат и средства за да тоа може нормално да функционира. Така. Тоа се одвиваше во неколку процеси, но сега сме доведени во ситуација кога општините имаат ингеренции, но сепак немаат доволно средства. Факт е дека до 2004 и после 2004 средствата се драстично зголемени со кои што располагаат општините. Но исто така и премногу обврски имаат општините, така што мислам дека е во моментов една статус-кво ситуација, но чудно е што градоначалниците го прифаќаат тоа како нормално, не реагираат никаде. Све е ставено во функција на промоција на централната власт на некој начин, градоначалниците се само извршители. Ќе проговориме за тоа кои се идеите ваши за надминување на таквите состојби доколку смете дека се проблем и гледачите секако имаат предност кај нас. Добро вечер, повелете. Ве молам само намалете го телевизорот кај вас за да не слушате добро, не со задоцнување да ве буни. Ќе не слушате во слушалка, најдобро ќе биде така. Повелете со вашето прашање или коментар или забелешка. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Дали локалната самоуправа у Берово може да раководи со услуга Берово, комунално? Зошто мислите, може или не може? Абе, може они работат, али тоа мисля јас дека се партиите умешани таму. Партиите? Да. Конкретно? Мислите дека не функционира добро општината или? Па мисля не функционира ни фирма, услуга ни мислите јавните локалната самоуправа. Јавните предпријатија мислите, да? Да, јавно предпријатие, услуга до Берово. Имавме емисии на оваа тема, мислам дека имавме и дуел, така ли беше? Абе, многу јасно, али тоа сега искаат да го распродадат на вамо, на тамо, тоа уопште не е. Што да распродадат? Што мислат да распродадат? Па фирмата да распродадат на тие оние таму, сега. Така. Добро, доколку е тоа се ви благодарам на јавувањето, наметнавте еден проблем, тема јавните предпријатија. Ние имавме една емисија дали јавните предпријатија се генератори на долгови, колку ефикасно работат. Дел се од локалната самоуправа, како овде ги гледате работите, бидејќи ги има повеќе, значи функционираат, корисни се за граѓаните, но најголем дел и тие во долгови. Макар што во Штип имаме ситуација кај што е исплатен еден долг кон Светска банка и значи кога има изјави дека функционира добро и наплата и се. Значи генерално за тој однос на јавните предпријатија. Генерално можеме вака да кажеме. Значи комуналните предпријатија се неопходност за функционирањето и пружење на основни сервиси за граѓаните. Така. И тие не се од сега, тие јавни комунални предпријатија постојат од многу порано. Проблемот е што добар дел од нив во многу општини има долгови за кои што не се свесни дури ни самите советници. Односно, информации немаат советниците кои што се најповикани да ги имаат, односно да ги добијат тие информации. Па така имаме ситуации кај што се знаат некои податоци за општините колку долгуваат, но тоа е само општината, како општина. А сите оние предпријатија кои што се управување од општината, се нема информации. И сега тоа зависи, пак ќе кажам, од општина до општина, но
факт е дека тие предпријатија постојат за граѓаните и за потребите на граѓаните, да ги сервисираат сите потреби на граѓаните кои што се нели од јавен интерес. На платата на тие услуги треба да биде онолку колку што треба да се покријат навистина трошоците да функционира нормално предпријатието. Нити повеќе, нити помалку, но секако треба да се земе во предвид и стандардот на граѓаните. Така што имаме проблематична ситуација со тие јавни предпријатија во повеќе општини. Дополнителен проблем е, пак ќе кажам, што тие предпријатија не ги преуваат реалните состојби, колку долгуваат. А сето тоа е практично низ буџетот на локалните самоуправи влијае директно на работата. Споминавте еден интересен момент кој што според вас е битен. Добро, всушност ќе се вратиме на тоа, но гледачот спомена политиката дека е вмешана. Колку политиката ги употребува или злоупотребува локалните самоуправи? Колку треба да биде присутна таму? Пред се, локалната самоуправа не постои за политиката и за партиите, туку за граѓаните. И главната идеја на локалната самоуправа е да се доближи функционирањето на власта до граѓаните, односно граѓаните да имаат директен бенефит на подобрување на нивниот стандард, односно начин на живење во локалната средина и да се добие поголема демократизација на самото општество преку тоа, значи со вклученост на граѓаните во носење на одлуките и така натаму. Само еден пример ќе ви кажам. Од 2007 до 2013 година во основните и средните училишта намален е бројот на ученици за 32.000, значи тие се страшни бројки. 32.000 помалци ученици има од 2007 до 2013 година, но во истиот период се зголемува бројот на наставници, професори за 3.000. И сега се поставува прашањето, ако се намалува бројот на учениците, како може да се зголемува бројот на наставниците? И дали е тоа во функција на задоволување на партиски интереси, односно вработување на партиски војници? А практично за тоа одговарат локалните самоуправи, колку што под нив се. Да вклучиме нов гледач. Добро вечер, повелете. Ало? Ало? Да, повелете, слушам. Ало? Да, повелете, добро вечер. Дали може да прашање? Да, ве слушаме. Ве слушаме, повелете, можете со прашање. Општина Пешчево. Добро. Ни доаѓаат белешки за ѓубре, ние сме од село за ѓубре, а ние сме од село Апанчарево, но не постојат контейнери за ѓубре. Немате контейнери. А се изфрлува, се изнесува ли ѓубрето? Да. Како го изнесуваат? Значи немате контейнери, ги оставате како ќе се Да, снајдете? може да дојде една комисија, нека види. Значи на тоа, а плаќате, имате во сметките Да, плаќаме по 95 денара. за изнес на смет. Добро, еве, ова е директно прашање до локалната самоуправа, зашто е тоа така, ќе побараме одговор на некој од нашите емисии, но ова е можеби доказ колку граѓаните гледаат на локалните самоуправи директно за нивните потреби. И се колку е тоа постигнато? Реков, вие споменавте дека тука е застанат малку процесот. Децентрализација, но не до крај со граѓаните, ова потврдува. Но не може пак и сека да се стигне, нели, веројатно не може подеднакво. Дали има механизам кој што ќе овозможи на секаде да бидат задоволни граѓаните од локалната самоуправа? Барем во одреден степен, се разбира. Вака, тоа е сепак може да се разгледува тој проблем на две нива. Така. Значи прво и основно е како општината, самите општини како ќе се постават да ги решаваат тие работи, а второ како државата пак ќе низ еден процес на децентрализација како ќе помогне општините покомотно да функционираат. Конкретно ова што го спомна и гледачот. Очигледно општината сака финансиите, односно буџетот, да ги наполни некако и одлучиле да се наплаќа ѓубретарина во тој дел, односно во таа општина, без разлика дали е тоа градското подрачје или е село, Така. на сите ќе им наплаќа. Но за да биде тоа така, пред се треба да се створат услови, но треба и граѓаните да бидат прашани. Значи едноставно локалната самоуправа постои за граѓаните. Така и во законот за локална самоуправа постојат така да кажеме институти кои што директно
треба да ги прашаат граѓаните, односно преку граѓански иницијативи, граѓански собири, референдуми и така натака, треба да се одлучува. Што беа порано сега урбани заедници. Урбаните заедници, така. Меѓутоа сакам да кажам дека граѓаните се директни учесници во тој процес на функционирање на самите единици на локална самоуправа. Значи тоа мора да се случува се низ диалог. Тука исто е страшно е, например, како се носат буџетите на општините. Па тоа никој нема контрола во носењето на буџетите. Дури се случува не само во општините низ Македонија, туку и во Скопје, во централните општини што се во Скопје. Денеска се закажува седница за утре за да се донесе буџетот, без претходно да има некакви законски, според законските процедури. Пред првиот блок на реклами да ве прашам нешто поврзано со тоа што го рекоте, дека често пати според вас локалните самоуправи се наоѓаат во ситуација да ги промовираат политиките на државно ниво или на државата или на владата на пример. Меѓутоа има една друга релација се во ова. Општините често пати не се способни сами да реализираат многу зафати, па зависат од парите на владата. Значи, имаат и корист од сето тоа. Колку е тоа исправно, колку е можно сами да реализираат многу од проектите? Значи, прво сакам да расчистам тука нешто, да знаат и гледачите. Така. Парите не се на владата, нити на владеачката партија, парите се на граѓаните кои што се собираат преку разни основи, даноци и така натаму и се полни буџетот. Ги добиваат со одлуки на владата, ајде така да се изрзам, во ред, инаку јасно буџетот од граѓаните. Општините се во некаква подредена положба во однос на владата, па сега некого доброволно и не знам на кој начин да дава средства, постојат закони. Всушност затоа и постои локалната самоуправа. Значи да се олеснат сите процедури и сите сервиси многу полесно да се остваруваат према граѓаните. Средствата прибрани од граѓаните на Република Македонија по закон треба и следи како тие се пренаменуваат, односно се даваат на употреба на локалната самоуправа. И не само тоа, тука има и друг механизам кој што е исто многу проблематичен. Предвидено е со закон за рамномерен регионален развој дека 1% од вкупниот бруто домашен производ на Република Македонија, тоа е негде 70-80 милиони евра, треба преку тој фонд да се распредели низ целата територија на Република Македонија за да се добие еден рамномерен регионален развој. За рамномерниот регионален развој ќе говориме веднаш после рекламите во вториот дел од емисијата и одовде ќе продолжиме. Режија, некаде сме на 15-16 минути од почетокот, време е за првиот блок на реклами. Сите кои што сте овде, ве повикам да колку сакате да учествувате во нашата емисија, да говориме за тоа колку сте задоволни од тоа како функционира локалната самоуправа, а наш гостин е господинот Дејан Павлевски, претседател на Комисијата за локална самоуправа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Да дебатираме нова тема која што е важна за граѓаните директно кои што живеат во локалните средини. Најниски цени во маркетите на Кидго. Чајна салама слайс 200 грама 69 денари. Кашкавал ајдамер вкусно рефус 269 денари. Салата апетика рефус 120 денари за килограм. Јонешка паштета пик 1+1 гратис 39 денари. Наполитан кинјамп 2 броја со гратис перици 66 денари. Тоалет лукси 8+2 99 денари. Омекнувач вир со гратис течен сапун 79 денари. Бреф за WC плюс 3 рефил 192 денари. Маркети Кидго. За 8 март дамите патуваат. Почитувани дами, подгответе ги вашите куфери со производите на асортиманот што ќе го купите во нашиот продажен салон и ќе станете потенцијален добитник за патување во Амстердам. Со секој купен производ во Астибо Аутлет 1 и Астибо Аутлет 2 во Штип, станувате потенцијален добитник во наградната игра. Астибо Аутлет 1 кај кружниот тек на влезот во Штип. Астибо Аутлет 2 до мостот на влюбените по Дисарот во Штип. Повелете, ве очекуваме. Ваш Астибо БАС. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила. И близу, и далеку. Безболно со Екзајмер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница Скопје.
Осмомартовска понуда во филијал Кашиков која што не се пропушта. 8 дена во никогаш нескротениот Амстердам со посети на Брисел и Лјубљана, мистичниот Букурешт, каде ќе ја слушнете приказната за познатиот владетел Дракула или пак градот на Босфорот Истанбул. Посета на Милано, престолнина на модата, гламурот и фудбалот, вечниот Рим со посета на Фиренце и Венеција или шармантната и романтична Будипешта, градот во карпи метеори или пак на чист воздух во Боровец, Бугарија и 2 аранжмана во Сандански. Филијал Кашиков. Патувајте и уживајте. Супер февруарска акција во Деликатес. Свински бут 275 денари, свинска кременадла 239 денари, свинска плешка 257, свински врат 235, свинско каре 309 денари и свежо мелено месо за 225 денари. Се што гледате живо, можете да го имате и печено на вашата трпеза, или пак изберете вкусна голема пастрамајлија за само 120 денари. Се што треба е да ги свртите овие броеви. Побрзете, зошто февруари е краток. Месарница Деликатес. Мак Петрол ја цени вашата лојалност. Воведовме нова верна картичка, со која секој пат кога полните, добивате вредносни поени. Ако полните повеќе, добивате повеќе. И повеќе, и повеќе. Вашите поени се претвораат во денари и пристигнуваат на вашата лична сметка. Поените лесно можете да ги искористите за купување на голем број производи на бензинските на Мак Петрол. Едноставно, платете со поени. Мак Петрол ја наградува вашата лојалност. Колку повеќе полниш, толку повеќе добиваш. Новата картичка верна, само на бензинските на Мак Петрол. Дали сте знаеле дека првиот кабелски приклучок во Македонија е направен во компанијата Телекабел? Дали сте знаеле дека Телекабел е еден од 4 најголеми оператори во земјава и единствен со 100% домашен капитал? А дали сте знаеле дека Телекабел е првата компанија која направи кабелски интернет приклучок во Македонија? Дали знаете дека единствено Телекабел од првиот ден работи без образувачки договори? Дали знаете дека Телекабел е 51 фирма по успешност во Македонија? Респект. Сега веќе знаете. Сите среќни приказни започнуваат со Вицко. Се за вашиот дом, но и за подарок. Подарете од срце за срце и одберете го Вицко. Ајбо депилатори за праски, педикир за краставици и ред други работи, изволте. Да, која друга салата не бие, вомич кирпе многу од краставици. А да пробаш со бибоза? Може. Бибоза? Ај види со човеков. Брилијат и се е како подбачкано. Се спремивте ли за зима? Кошули, панталони, јакна. А вашата драга ја спремивте? Не таа, другата. Е оваа да ја чуваш душо и да ја купиш акумулатор и антифриз од Evil Trade. Добре дојдовте. Најголемиот, најснабдениот, најефтиниот мегамаркет во градот ве очекува. На 5000 метри квадратни и собствен паркинг со над 100 паркинг места. Елкос Груп. Елкос Груп. Се на едно место. Храна, пијалоци, електрика, бела техника или пак гардероба. Елкос Груп, каде купувањето носи насмевка.
Да бидеш човек, значи да помогнеш на оној кој бара помош. Помагајќи на другите, си помагаме на самите себе. Донирајте. Пак сме во студиото, гледате што мисли народот на телевизија Стар и продолжуваме во емисијата која што прашањето е како гледа СДСМ на локалните самоуправи, како функционира тој систем на локална самоуправа, дали децентрализацијата е завршена, дали функционирањето во интерес на граѓаните, колку се меша политиката, што забележала Комисијата за локална самоуправа на СДСМ. Наш гостин е Дејан Павлевски, председател на оваа комисија. Господине Павлевски, застанавме кај рамномерниот развој. Тоа е значи една работа на која што забележувате, споменавте сума од 70-80 милиони евра кои што би требало да се распоредат рамномерно во општините за рамномерен развој. Дали тоа функционира? Идејата со рамномерниот регионален развој, односно тој механизам на рамномерен регионален развој дефиниран согласно закон и целта е да се постигне некој баланс во Македонија, да не биде само Скопје во конкретниот случај центар каде што ќе се случува све, туку целата територија подеднакво да се развива. Инфраструктурно, економски и така натаму. Предвидено е согласно закон 1% од вкупниот бруто домашен производ, како што спомнавте 70-80 милиони евра, да се одделат за оваа намена. Но она што се случува реално е дека ни 10% од тие средства не се одвоени за таа намена. Па така, еве конкретно, изминатите 4 години за Штип-Штипско се одделени само 150.000 евра, што е навистина една сума која што мислам дека Штип заслужува многу повеќе. Некој би контрирал со фактот дека помалите општини сега добиваат, па и помали места добиле многу нешта, паркови, улици и слично. Меѓутоа, дали тоа е од тој дел? Не е од тој дел. Тоа е, значи, од најголем, бидејќи општо вака се зборуваме, не за конкретни случаеви, но тоа е она основната функција на самата општина. Значи, општината има средства од сопствениот буџет за на такви проекти. Значи, тоа е ефект од самото тоа што има повеќе општини и помали општини, па веќе имаат свои средства со кои што можат да вложуваат. Така, но идејата на рамномерниот регионален развој е навистина да створи услови и за понатамешен развој на тие региони. Значи, да створи предуслови, не знам, инфраструктурата да се подобри, некои позначајни проекти кои што и понатаму ќе допринесат за дополнителен развој на тие региони, односно на општините во тие региони. Веќе имаме нов гледач. Добро вечер. Да. Повелете, ве слушаме. Добро вечер. Ало. Да. Само сакам едно питање да питам. Ајде. Например, договори кога и со јавно предпријатие беше Фортуна и САР сега за гробарина, тие што ги даваме 120 динара, никој не се намилува. Сега тие пари како одат, кој ги зима, например, тај не е испаѓа доживотен договор. Да, тај е подпишано од 92 е по 120 динара е сега. Јас колку што знам, значи сега, колку што знам кога гостуваше директорот на јавното предпријатие ИСАР, еве и повикуваме утре да даде уште едно објаснување во нашите вести слободно, се сеќавам дека беше кажано дека тој солидарен фонд за гробарина или како беше, премина во фондот за пензиско, а дека оние кои што имаа подпишано договори, се останува со нив и за него одговара јавното предпријатие ИСАР. Но, да не нагаѓам, значи да оставиме, еве јавен повик до директорот на јавното предпријатие, утре може слободно да дојде во телевизија и во вестите да имаме изјава во врска со тоа. Толи, тие се подпишани договори 92-93. Така. Од тога и по 120 динара ти рачуни колку пари 5 души ние ќе закопааме. Така. Затоа велам, да не говорам напамет. Да? Нема вето да не ти одземам од емисијата. Добро.
Не, ворете. Драго ми е што прашавте, не е проблем, јасно, и тоа е во доменот на локална самоуправа, граѓаните што ги интересира. Јавно, еве, директорот се надевам дека утре ќе искомуницираме и дека утре ќе има можности да објасни што се случува со ова. Ова е значи директно прашање до локалната самоуправа, но уште еден доказ дека говориме на вистина за важен дел од функционирањето. И сега улогата на градоначалниците во целава ситуација. Има на многу места, значи советите се подеднакви, па градоначалникот како функционира. Се чини дека е зајакната прилично улогата на градоначалниците. Дали е тоа добро во ситуација за еден ваков систем на локална самоуправа? Па така е поставен, значи системот на локална самоуправа е така поставен да се избира градоначалник како извршна власт на општината и совет кој што нели ги носи сите одлуки акти на општината. Тука се поставува прашањето дали имаат доволен капацитет општините, оние превземени обврски да ги сервисираат. Така. Значи тука е многу важно самите служби да бидат да има вработено квалитетен кадар кој што може да ги понесе сиот тој товар кој што го има единицата на локална самоуправа. Социјалдемократскиот сојуз нема дилеми дека доколку нели кога ќе превземе власта дека треба да се направат некои реформи во делот на локалната самоуправа, да се увиди тоа што не функционирало, да се коригира, да се продолжи понатаму во процесот на децентрализација, да се зајакне капацитетот на администрацијата, да се доделат дополнително некои други функции на локалната самоуправа кои што сега централната власт ги има. Мора храбро да се оди во тој процес, но факт е дека сега е тој процес закочен 6 години и мислам дека и улогата на граѓаните е ставена во втор план од она што беше првична идеја на локалната самоуправа. Директно да учествуваат во креирање на политиките. Во последниот дел од емисијата веднаш повторите реклами некаде после 18, во последните неколку минути ќе проговориме за тоа што вашата програма предвидува на овој план, а сега одиме со уште еден гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Имам едно прашање. Ајде. Што ќе направиме ние сега со Алексов градоначалникот што беше претходниот? Значи, он е из Ораотине, а сега Захариев ќе не закопа. Само едно арно видеме од Алексов качини тродупло данок на куќите. Ја плаќав 30 години по 500 динара за куќата и тоа дива градба. Сега ми е легализирана. Ама сега ми качи Алексов 1099 динара. Па требаше уште еден динар да стави, па 1100. Кој ќе земе против него мерки? ВМРО не зима. И сега го наградите на 2-3 места работи. Фала и пријатно. Да говорам многу пријатно. Овде се наметнува моментот на финансирањето, еве, зголемени давачки на граѓаните. Значи, нешто околу финансирањето, дали е добро поставено вака како што е финансирањето, полнењето на буџетот на локалните самоуправи? Овде се говори за конкретни локални работи и гледате, интересно се споменуваат градоначалниците лично. Значи како затоа реков како да е зајакната улога, да како сам да донел градоначалникот, а не може, нели, сам да донесе зголемување на цена. Па не, тоа во принцип советите го носат, на предлог на администрацијата на градоначалникот. Се персонализира со градоначалникот на некој начин, да? Како и да е, значи администрацијата ги припрема претходно сите оние предлог акти кои што треба ги донесе советот. Минуваат низ комисии, така има соодветни комисии. Сето тоа го менаџира градоначалникот. Значи без знаење на градоначалникот апсолутно не може да помине тоа. Две работи има, значи сакам да искоментирам во врска со ова прашање. Локално не знам точно дали колку како е висината, сепак тоа треба советот да одлучи, но пак ќе кажам, многу е важно да се прашаат граѓаните. За некои што се важни одлуки, може и референдум да се распише во самата општина, или тие граѓански иницијативи, нека помине да се слушне мислењето на граѓаните. Што нуди општината, ако земе повеќе, што нуди повеќе, така? Нели е доволно линијата советници со граѓани?
например, можеби и така треба да функционира и колку функционира или треба и Апсолутно повеќе? тоа мора да се заекнат тие институти што кажав, граѓански иницијативи, граѓански собори, референдуми, тоа мора да се користат тие механизми. Но овде сакам и друго да кажам. Така? Што и како работеле градоначалниците, бидејќи тие се одговорните лица во општините, постои Државен завод за ревизија кој што порано многу повеќе си ја вршеше неговата основна работа, односно спроведуваше ревизии во општините. Во последно време тие ревизии се сведени небаре на нула. Значи, ако во 2009 година се извршени 21 ревизија во општините, односно во 21 општина се извршени ревизии, со годините како доаѓаме навамо, до 2013 сведени се на само 3. Значи ревизија во само 3 општини. Од 21 општина, од 2013 само во 3 општини. Значи тоа е многу симптоматично. Државниот завод за ревизија треба да си превземе тоа законска врска има, законска врска да се објавува работата, па кај што има она што се работело спротивно на закон, треба да има и одговорност. Така да вклучиме уште еден гледач, а мислам дека ќе мораме одговорот да му го дадеме веднаш по рекламите кои што треба да ги емитуваме веднаш по гледачот. Добро вечер, повелете. Ало. Повелете, добро вечер. Ало. Ве слушаме, да. Јавно Делчево. Од Делчево, повелете. Само да прашам, знаете ли дека во селото вече уште нема водовод? Во некои села нема водовод, во кој? Селото Вечев. Добро, значи конкретно во село. Па нема изненадово, има уште села такви. Зошто нема според вас? Куќи има водовод нема. Значи сметате ли дека можела локалната самоуправа досега да го направи тоа? Зошто не е направен? Овој почна да не е направен. Започна да не е направен. Ова е прашање до градоначалникот и зошто се случуваат такви работи, еве ќе прокоментираме веднаш по вториот блок на реклами, се извинувам. Најниски цени во маркетите на Китго. Чајна салама слайс 200 грама 69 денари. Кашкавал Ајдамер вкусно рефус 269 денари. Салата апетика рефус 120 денари за килограм. Јонешка паштета пик 1+1 гратис 39 денари. Наполитан кинјамп 2 броја со гратис перици 66 денари. Тоалет лукси 8+2 99 денари. Омекнувач вир со гратис течен сапун 79 денари. Бреф за WC плюс 3 рефил 192 денари. Маркети Китго. Хамачи центарот со нова неодолива понуда. Најголем избор и најевтина понуда на печки на пелети, како и продажба на пелети. Продажба на соларни системи и на монтажа. Повелете во салонот на Хамачи и уверете се, бидејќи ние не познаваме граници. Хамачи. Во тек е изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовскиот Градежен факултет, која воедно е зголеми стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте не. Во Давид компјутери набавете фискални каси од марките Expert SX и Perfect S, опремени со систем за брза промена на хартија, брзо и бешумно печатење, Bluetooth, USB интерфејс за комуникација со компјутер, висока брзина на печатење при работа со апликативна програма. Давид компјутери од Кочани располага и со фискални принтери FX 1200 и 1300 за брзо и бешумно печатење, кои имаат систем за лесна промена на хартија, сечач на хартија и USB интерфејс со компјутер. Давид компјутери. Капилар, природен антиоксидант на руската медицина. Првокласен чистач на крвните садови. За добра микроциркулација и работа на кардиоваскуларниот систем. За нормален крвен притисок. Допир кој досега на сите ви недостасуваше.
бебешки, детски и постелнина за возрастни, перници, кебиња јоргани и креветски чаршафи, сите со брендирано потекло. Асталски чаршафи, крпи или бањарки. Изберете со љубов на прв поглед. Сега се е поинаку со Мид Комерц, застапник на реномираниот Фабрес Балкан, населба Сењак, Штип. Акција од ТТГ Питстоп за целата зимска сезона. Комплетен попуст од 25% за 3 купини гуми, едната е гратис. Голем избор на гуми од програмата на Мишелин, Клебер, Корморан или Тигар. Стабилно и безбедно и нализгаво и наснежно. ТТГ Питстоп. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. 100% масло од тиква. Исцедено од природата. Фила. Еве назад во последните неколку минути коментар дали имате за ова што го кажа нашиот гледач, значи започнат па недовршен, дали има системски пропуст за да се случуваат вакви работи или едноставно е дека не може секаде да се стигне кој да е на власт. Значи луѓето секој сака проблемот да му се реши до неговата врата. Тоа не е на некој начин можно, но дали има начини можеби тоа да се подобри со рамномерниот регионален развој или на други начини со други механизми. Значи ние сме свесни дека волшебно стапче нема да се решаваат сите проблеми и дека сите проблеми одеднаш може да се решат. Но обврска на градоначалниците е да согледаат што се навистина потребите на граѓаните и тие работи да ги решаваат. Значи да најдат начин како да се решаваат. Оно што во моментот се случува изминатите години повеќе од овие искуства што ги имаме е дека се прават некои работи, некои проекти се влегува повеќе да личи тоа, односно да биде некаква шминка која што граѓаните многу лесно ќе го видат и на таков начин да се добиваат поени кај граѓаните. Да се влезе во инвестиција како што е водо, тоа е, мислам, малце посериозна работа и обично ги избегнуваат таквите проекти градоначалниците, па не знам, ќе направат жардинерче или нешто паркче, него е тако кај што ќе можат и тоа претежно во градските средини за каде што има поголема концентрација на луѓе да го видат тоа и да добијат некој поен на тоа. Но факт е дека оние развојни проекти како што се водоводи, канализации, регулации на речни корита и така натака, многу тешко влегуваат општините во такви, затоа што тука треба многу повеќе труд и средства за да се направи тоа. Сега, пак се враќаме на прашањето. Дали и колку користат градоначалниците од од механизмот за рамномерен регионален развој? Зошто не бараат од државата да го почитува законот, па да издвои повеќе средства и колку користат општините од ИПА фондовите, например? Сметате дека можат повеќе? Мораат повеќе, значи затоа викам ја, нигде ги нема градоначалниците да реагираат. Така. Кај се градоначалниците да кажат зошто владата не почитува законот за рамномерен регионален развој да додели толку и толку средства. Нигде ги нема. Вклучуваме уште еден гледач, после кој мислам дека можеме да одиме со уште едно прашање од моја страна, бидејќи сме на крајот на емисијата. Добро вечер, повелете. Добро вечер, Тонка. Добро вечер. Поздрав до гостино. Благодарам. Малку пред кондиот гледач да го дебатирам. Имал куќа што не ја легализирал, сега му била легализирана. Напаѓа ги градоначалниците. Епа да го запитаме него, кој градоначалник за него вреде? Грубо се изрази, ќе извинете вака Тонка. Добро. Лексов ја изорал и одења, вајќе го накопал. Епа да се врнеме назад, Димитров Ефремов беше. Беше Пандесарев. Сите ја ореа на кото. Не знам што му треба на него, на тај човек више. Така. Секој ќе има задоволни и незадоволни. Вие сте задоволни како функционира локалната власт? Воопшто? Па ја мислам дека колку е буџетот, толку се терат работата. Така. Од што критикува, не е само да критикуваме. Така, треба да се каже. Колку е буџетот? Добро. Ја мислам дека секој градоначалник од Алексов што толку му е буџет, бил не може да остави отења да не ја оре или да не посади трава или било што да е.
Така. Добро, благодарам на јавувањето. Еве, и да преминеме на нешто друго. Значи, гледачот коментира колку е буџетот, толку ќе се работи, значи ограничени средства, меѓутоа јас би сакал и нешто друго. Пред 23 јануари беше поплавите, кога беа во овој регион, беа сериозни, имаше и штета. За волја на вистината, градоначалниците беа на терен, постојано. Дали сметате дека овде одработија добро, кога говориме за локална самоуправа, и колку ни се подготвени локалните самоуправи за такви вонредни ситуации? Како ја оценувате таа ситуација и реакцијата на локалните самоуправи? Вака генерално гледано, имаше поплави на големо пространство на територијата на Република Македонија. Зависно од кој регион, значи негде имаше поголеми, негде помали штети. А Штип и Пелагонија беа Така, да. И Кочанско, да, Кочанско. Да. Па и Струмичко. Така и Струмица. Беше погодено. Значи тоа што го направија општините апсолутно е потребно. Значи треба да се излезе во пресрет на потребите на граѓаните во тоа е нешто што мора да го прават секако, апсолутно. Она што загрижува е што државата некако ја префрли топката на општините. Ај сега вие да се справите со ова што настана, како знаете и умеете. За поздравување секој што излегол да помогне во тие моменти на граѓаните. Значи апсолутно за поздравување. Ние мислам тука, како да кажам, глупо е да се делиме партиски кога сме сите непогода и така натака. Апсолутно треба секој да си помогнеме, да си подадеме рака. Во тој поглед и Социјалдемократскиот сојуз излезе со јасен став. Ние формиравме исто така наречен кризен штаб да следиме состојбата и да укажуваме што може, како може да се реагира така. Значи тоа е за поздравување, но проблемот е што навремено треба да се детектираат кои се критични места, каде треба да се интервенира, за да не дојде до такви ситуации за поплави. Значи, многу е важна превенцијата. Например, тука подолго време се предвидува, од она што го знам, во Штип да се регулира Отиња, односно да се направи брана на реката Отиња. Тоа не е направено. Доколку се направило од, не знам, 2009 навака, сигурно би требало да се најдат средства да се направи. Сака да каже превентивно не се делува и треба да делува тоа. Секогаш така се делува, затоа што кога ќе дојде проблемот, тогаш дајте сите сме треба да си подадеме рака да си помогнеме, ама работата е да не дојде да се спречи. Добро, некош одиме со последниот дел од емисијата во кој што ве прашувам што предвидува Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во која насока би се движела локалната самоуправа во иднина, бидејќи рековте тука се ЗЕЛС, тука е Министерство за локална самоуправа, тука се општините за кои што често пати знае да се каже дека рековте граѓаните се помалку учествуваат според вас во работењето. Кои се насоките кои што ги имате во оваа област како партија? Пред се, на почетокот би сакал да кажам следното. Значи СДСМ се шпекулира во јавноста или се наметнува тезата дека СДСМ нема програма. Програма, да. Значи апсолутно тоа не е точно. СДСМ има програма редовно, значи континуирано има програма и последната програма која што е континуитет и на претходните е од последните парламентарни избори. Таа се вика промени за нов почеток, односно да ја вратиме средната класа. Во таа програма се содржани значи таа се базира на 3 базични принципи кои што понатаму се развиваат низ конкретни политики и мерки. Дел е локалната самоуправа. Но базичните принципи на таа програма е како да се врати слободата и демократијата пред се во општеството, потоа како да се подобри стандардот на населението или како што е наведено во програмата, како да се врати средната класа, значи луѓето да можат нормално да живеат, да си ги подмируваат трошоците, и како да се обезбеди иднина и перспектива за нас, за нашите деца и нашите внуци. Значи што треба ние да направиме за да живееме посреќно, да гледаме перспектива тука, да не бегаат младите од оваа. Предвидено е нешто конкретно во врска со локалната самоуправа? За локалната самоуправа, значи оно што и на почетокот кажавме, децентрализацијата останува приоритет број 1. Значи ингеренциите не е завршена според вас до крај? Не, така апсолутно. И финансирањето не е, значи во делот на фискалната децентрализација треба многу да се работи. Пак ќе кажам, не може да се даваат обврски на општините ако не се сервисира тоа соодветно со финансирање.
Потоа сервисите да се подобруваат, јавните предпријатија да се види каде е проблемот, да се реформира ако треба нешто. Граѓаните мора да ги добијат сервисите. Мора да живеат во една нормална средина. Без разлика дали е тоа село или е центарот на Скопје, сите граѓани на Република Македонија треба одредени сервиси да ги добиваат квалитетно, подеднакво квалитетно. Како да бидат повеќе вклучени граѓаните во донесувањето на одлуките, бидејќи тоа го споменувате како прво и основно фалинка на цела. Прво и основно. Значи буџетите мора да се носат на транспарентен начин. Постои законска обврска како тоа треба да се прави, меѓутоа сега не се почитува тоа. Значи не само што треба да се почитува и навремено да се почне со тие предлози на буџети да се разгледуваат низ комисии, граѓаните треба да се вклучат. Треба буџетите вака да се однесат кај граѓаните во местните заедници, во урбаните заедници, да се предочи, да се каже ова ние планираме како општина, што мислите вие? Добро или треба нешто плюс да се направи? Ако граѓаните речат, абе нас не ни требаат, не знам, фасади вакви или онакви, барок или не знам какви, сакаме водовод. Тоа мора да го слушне општината. И тоа мора да се прави. Може би добар начин е, не знам, и во времето на СДСМ започна она со швајцарците го финансира како беше заедници во заедниците, форуми во заедниците. Да, форуми, може би тоа е интересен начин. Таму за проектите одлучуваат граѓаните во комисии составени. Тоа функционира во неколку пилот општини. Значи тоа го има во општина Струмица, во општина Илинден. И тоа е, мислам, одлично функционира. Општина Струмица буџетот го прави на еден таков транспарентен начин. Така, значи може да се преземе како модел на комисии и не само тоа, туку и на самата седница кога се носи буџетот, апсолутно таму беа од 180 предлози на опозицијата во Струмица, нели градоначалник е Зоран Заев од СДСМ, председателот на СДСМ, но на самата седница на Советот од 180 до 190, дури 160 ми се чини предлози од опозицијата од ВМРО се прифатени. Значи, апсолутно тој модел може да функционира. Сите се граѓани независно од која партија се така и треба да биде. Јас можам да ви заблагодарам за гостувањето бидејќи сме на крај на емисијата и за споделените ставови во врска со ставовите на СДСМ за локалната самоуправа и одговорите на граѓаните кои што повеќе беа конкретни укажуваат на потребата од гостување на представници на јавните предпријатија од регионот, сосем очигледно на конкретни прашања да одговараат. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам. Тоа беше Дејан Павлевски, председател на Комисијата за локална самоуправа при Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Пред нас е викенд, уживајте во времето кое што утре велат ќе биде убаво, во недела врнежливо, но никогаш не е лошо ако најдете добро друштво и да одморите добро. Во понеделник ви закажувам нова средба веднаш по првите вести во Што мисли народот на телевизија Стар.